Благодарам. Почитуван председателе, почитуван премиер, министри, поднесуваме предлог на закон за дополнување на Законот за додадена вредност по скратена постапка. Бидејќи не е предвидена можност за повластена даночна стапка од 5% на бензинот и на дизел во горивата, сакаме да предложиме намалување на ДДВ-то од 18 на 15% за сите видови моторни бензини и сите видови дизелски горива, со тоа што со самото намалување им се помага на граѓаните во зачувување на нивниот стандард. Знаејќи дека со намалување на данокот на додадена вредност на горивата се намалува и ефектот врз потрошувачката кошничка, како и дека покачување на цената на горивата влие врз целата потрошувачка на цените и на останатите производи. Деновиве следиме од сите страни дека доаѓаат и навестувања и прогнози дека оваа криза ќе трае и за да ја пребродиме потребни се мерки, подготовки и стратегија. Европската Унија веќе испрати сериозно предупредување до своите земји членки и до граѓаните да се подготват за подолготрајна криза. Од друга страна, Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО вели дека цените за храна повторно се зголемија во март, особено растителните масла и шеќерот. Спиралата на раст на цените е се поевидентна и се е врзано едно со друго. И горивата, и прехранбените производи, потоа следува транспортот, ликвидноста на компаниите и така натаму. Цените на прехранбените производи енормно растат, инфлацијата расте и ќе расте, горивата влијаат буквално на сите цени. Пониски цени на горивата, помал притисок врз инфлацијата. Граѓаните добиваат директна заштита и добиваме олеснување на бизнисите. И транспортот, и земјоделието, и индустријата директно зависат од горивото. Ако имаме во предвид дека дизелот е покачен за 33% во еден месец, сега може би повеќе, да не заборавиме исто така дека Европската Унија најавува продолжен енергетски шок и можен недостиг на горива. Тоа го кажува и комесарот за енергетика на Европската Унија Јургенсен. Поскапувањето на горивата го надминува и растот на трошоците за патување или транспорт. Со него постапува храната што стигнува до маркет, поскапува превозот до работа, поскапува секојдневието. Страдаат луѓето, се подкопува и нивната куповна моќ. За иста количина на пари може да се купи се помала количина на основни производи на услуги. Веќе признавте дека проблемот постои со тоа што го намаливте ДДВ-то на бензините и нафтата од 18 на 10%, за да се спречи енормен скок на цените. Со тоа суштински се призна една важна работа дека данок врз горивата во вакви услови не е неутрална фискална ставка, туку директен товар врз стандардот. А овој закон нуди многу посилен одговор на ценовниот удар на кој се изложени граѓаните. Последните податоци од Државниот завод за статистика ја потврдуваат потребата од ваков закон. Во март 2026 во однос на март минатата година, трошоците за живот се повисоки за 4,9%, цените на мало за 3,4%. Но уште поважно е тоа што најголемиот притисок е токму таму каде што граѓаните не може да крадат или да штедат од семејниот буџет. Храна и безалкохолни пијалоци. 7,5% по кукнина и одржување на домаќинствата, 5,9% рекреација, спорт и култура, 6,1% кај индексите на цените на мало за земјоделските производи растат за 6,4%, а прехранбените производи за 6,8%. И овие бројки зборуваат дека не станува збор за поскапување на луксузот, туку за поскапување на нормалниот живот. Ова е дебата за граѓанинот, што на каса пресметува дали денес да купи овошје, месо или само леп и млеко. Во овие структурни економски услови разликата меѓу половична мерка и вистинска интервенција во делот на ДДВ на горивата има навистина длабока човечка димензија.
Обединетото кралство ја продолжи намалената фјул дути, а паралелно најави и дополнителни мерки за олеснување на ценовниот притисок кај домаќинствата. Франција излезе со таргетирана поддршка за транспортот, земјоделството и рибарството, како и со помош на најранливите домаќинства. Тоа е вистинска економска логика во кризни ситуации. Кога ценовниот удар доаѓа преку енергија и горивата, државата не смее заборави дека може да го реши само со промотивни акции и административни потеци. Ги следиме и другите земји, како што е, например, Германија, Шпанија, Италија, Португалија и Австрија побарале исто така од Европската унија данок на екстра добивка за енергетските компании. Има многу примери во Европа и во светот, но едно е јасно дека сите признаваме дека следува навистина тешка и неизвестна криза, а во криза мора да покажеме консензус, дека не е невозможно, напротив е неопходно. Ова е државен интерес и очекувам владеачкото мнозинство една ваква мерка денес да ја изгласа, односно да овозможиме овој предлог закон да ја проложи собраниската процедура. И во иднина ќе нудиме секакви таргетирани мерки кои што ќе значат подобар животен стандард на граѓаните и справување со овие кризни времиња. Благодарам.